Новата бугарска офанзива кон Македонија само покажува дека претходната власт беше глува на она што гласно предупредуваа многумина. Бугарските амандмани за извештајот на Македонија во Брисел, пораките на нивниот министер за надворешни работи Георг Георгиев и заменичката на Румен Радев Илијана Јотова се само доказ на одамна познат факт дека евентуалните уставни измени ќе бидат само првата крената од многуте спуштени рампи од официјална Софија во иднина. Универзитетскиот професор и поранешен амбасадор Васко Наумовски за Алфа вели дека она што сега го гледаме ја отсликува реалноста, која не сакаше да ја види претходната владеачка гарнитура. Полека на виделина излегуваат сите оние работи на кои што предупредувавме подолг период наназад, а тоа е дека она што сега се наметнува како услов за нас, односно минувањето на уставот, нема да биде единствената пречка. Она што го слушаме како изјави од страна на бугарските официјални лица ја отсликува реалноста, а тоа е дека Бугарија веројатно нема да застане со попречување на патот на Македонија кон полноправното членство во Европската Унија. Се предпоставува дека и откако ќе ги започнеме преговорите, Бугарија се уште ќе се обидува да го забави тој пат и да постави нови пречки. Власта во Македонија работи на внатрешните реформи со цел напредок кон ЕУ, а во однос на уставните измени барањето е тие да се имплементираат по ратификацијата на нашето членство во Унијата. Според Наумовски, реформите се клучниот дел на кој мора да се работи со цел да не дадеме шанса за вето на било која земја, а и се разбира за подобрување на состојбите во нашата држава. Секогаш е најдобро да се држиме до исполнување на оние копенхагенски критериуми, односно да се трудиме да исполниме што е можно повеќе од обврските кои што стојат во различните кластери и поглавја и да не дадеме причина на било која држава членка на Европската Унија да постави нова пречка како резултат на нашето неисполнување на обврските. Борбата против корупцијата, зацврстувањето на владењето на правото, економските реформи, реформите во администрацијата се секако дел од обврските кои што ние во континуитет треба да ги исполнуваме. Одреден период во пауза беше бугарската офанзива кон Македонија, но работите се променија последниве неколку дена. Прво нивниот прв дипломат ни порача дека внесувањето на бугарите во уставот нема да ни бидат последна пречка. Потоа стигна порака од Јотова дека не се почитувале правата на бугарите во Македонија, а сега дојде амандманите на предлог извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц, меѓу кои дека процесот на пристапување е блокиран поради непријателска реторика на политичкото раководство во Македонија.